Gracias.
истинскиот Бог наш, Божието Слово, постојано сега, секогаш и во вечни векови, амин. Утврди ја Боже, светата православна вера, светата православна црква, митрополитот Преспанско Шелагониски и администраторот Галичко Новозеландски Господи Петар, епископот Георгијски Климент, свештенството, свешено дјаконството, преподобното монашко, сиот црква и клим, овој храм, ова село, народот кој живее овде на секаде по православието, сега и секогаш и во вечни векови, амин. Пресвета Богородице спасине, почесна од Филофимите, според апостолот от Серафимите, нетлено си го родила Богословото, Тебе која си Богородица, Те величаме, слава Тебе, Христе Божи наш, наша, слава Тебе, слава Отцу и Сину и Святому Духу, није Христи, во веки веков, амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Христос, вистинскиот Бог наш, кој се роди од пречистата Дева Богородица, и легна во јаслите заради нас и заради нашето спасение, по молитвите на својата пречиста и пренеборочна мајка, по молитвите на светите слави, сепотни апостоли, на светиот Отец нашата наси, чие посветен овој храм, по молитвите на светите праведни боговци Јоаким и Ана и на сите свети, да не поминува, да не спаси како благи човек Бог. По молитвите на сите Твои свети, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј нас. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Возлюбени браќи и сестри во Христа, овој младенецот кој заради нас, заради нашето спасение, се роди од утробата на неговата пречиста и пренеборочна мајка, пречистата Богородица. Кога злото го исполни прво, семилостивиот Бог кој го создаде светот и го создаде човекот, љубејќи ги нашите прародители Адам и Ева, иако паднале од рајот, тој повторно го возлюбил светот, така што го испрати својот единороден син. Вечниот Бог се отелотворил по лицето, второто лице од Светата Тројца, Логосот, Словото Божјо, наше Господ наш Исус Христос, кој се раѓа и ја започнува својата мисија на необичен начин. Каков е тој начин? Тој е начин на безсеменно зачнување. За нашиот човечки разум тоа е многу тешко да го сватиме како може девојка да зачне. Со тоа се исполна и пророштвото на пророкот Исаија, кој пишува во неговата 7 глава дека девојка ќе зачне и ќе роди син. И тој син е Емануил, што значи Бог е со нас. А неговото име Исус значи Спасител. Од тоа што да не спаси, тој доаѓа да не спаси од брангите на гревот. А началник на гревот е сатаната, односно ѓаволот, кој сака да не отпадни од Царството Небесно. Она што го изгубивме, возлюбени браќи и сестри, од Адама, тоа е Царството Небесно, ние повторно го добиваме со раѓањето Христово и со неговото воскресение од всемилостивиот Господ Бог. Бидејќи кажува, секој оној кој што ќе поверува во мене и во моето воскресение има живот вечен. Сите ние со самото крштение, кога ќе се крстиме, ние веруваме дека Христос е Спасител наш. И затоа повторно ќе кажам, повторно ние го добивме она што го изгубивме од Адама, го добивме преку Христа. Неговата пренеборочна мајка, Богородица, девојка била пред раѓањето и девојка останува и после раѓањето. Но таа, од кога го родила Христа во јаслите, од кога ангелите ја испеа небесната песна слава на Бога во висините на земјата, мир меѓу луѓето и добра волја, тогаш таа клекнала и се поклонила на роденото огне како на Бог и на Цар. Со тоа се исполнуваат сите пророштва за раѓањето на Христа. Христос се раѓа во Витлеем. Зборот Витлеем означува дом на летот. Тоа е пророштвото на пророкот Михеј. Сите стари пророци зборуваа за Месијата, за Спасителот наш Господ Исус Христос, за неговото доаѓање. Меѓутоа жалостно, кога Христос дојде на земјата и се дружеше меѓу нив, општеше со нив, беседеше,
ги правеше сите чуда. Тие беа заслепени од нивните духовни, од нивното духовно слепило и не можеле да го видат Христа, не можеле да го препознаат Месијата. Тие мислеле дека ќе дојде некој Месија, Спасител, кој ќе му формира на Израелот едноземно царство, кој што ќе биде силно и тие ќе управуваат со целиот материјален свет. Меѓутоа Христос, кога зборуваше за Царството небесно, кога зборуваше за животот после смртта, животот вечен, тоа за нив беше несфатливо. И затоа тие сакаа по секоја цена да се ослободат од него и тоа го направија, го распнаа на крст, но Христос како победител на смртта воскресна и на сите нас, кои што ќе поверуваме во него и во неговото воскресение ни го дарува животот вечен. На сите вас, кои што живеете во село, Господ Богомладенецот Христос, кој се родил заради нас, заради нашето спасение, Господ Бог најпрво да ви подари здравие душевно и телесно. Велики во вашите домови, уште многу години да го фалиме и да го славиме Господ. Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди, на здравие